Да продолжиме со нашиот прв гостин во темата на денот за нешто навистина иновативно и верувам што ќе ви интересира. Ви споменавме во самата најава во денешното утринско шоу. Ќе зборувам со Атанас Гоџовски од Ангор АК од Струга. Така е. Добро утро. Како си, Атанас? Добро е. Благодарам за поканата. Она што го знам не патуваше утринава толку рано од Струга и добро е што е така, може да се случи нели нешто непредвидено и магла и сообраќајот и така натаму. Веќе си тука од вчера и навистина ми е драго што успеа да се изорганизираш. Јас на ти веднаш. Може. Така за да можеме на нашите гледачи да им доловиме што се работевте вие во вашата компанија и што ќе имаат можност во нивна корист да користат од она што вие го осмисливте, така ли? Да. Значи, јас сум Атанас, работам електроинженер и работам во делов на интернет на нешта и како консултант и како имплементатор на такви решенија. Во една од тие консултантски сесии се сретнавме и со концептов на телемедицината во смисла некои концепти на точка на грижа на пациенти, виртуелно прв пристап кон докторите на пациентите, и решивме дел од тие концепти да ги примениме и во практика. Односно да направиме систем за телемедицина, кој полно име е HealthTigard, телемедицински систем за превентивна здравствена заштита и рана детекција на кардиоваскуларни болести и диабетес. И со името се е кажано. Да, и веќе сите се наместени да слушнат. Да, па нормално сите не интересира, посебно нешто што е поврзано со здравето и поврзаните граѓани. При тие консултации излегоа некои фрапантни бројки дека најголем дел од болестите се кардиоваскуларни диабетес и најголема смртност и во светот и во Македонија се поради тие болести. И уште еден податок дека со превенција голем дел од тој процент на заболени може да се намали голем дел од смртноста поради овие болести. Во комуникација бевме со доктори, здравствени институции кои работат особено се насочени кон инфраструктурно неразвиени подрачја, значи планински села, рурални средини, каде што популацијата нема директен пристап и брз и лесен кон медицинска нега. А кога ви беше пред 3 години идејата, значи пред короната. Пред короната и тоа и значи ние го направивме системот некаде завршиме со тоа мора да го спомнам со финансиска помош од фондот за иновации, но тука би се надоврзал дека покрај финансиската помош многу ни помогна и што ни дадоа консултант од Унгарија, Питер Муџуроши, кој ни помогна во бизнис аспектот на развојот на системот. Значи ни откри некои работи што ние, ево јас како инженер не ни знаев дека постојат. Така. Го направивме системот. Главната идеја на системот, таргет група, како што спомнав претходно, беа популацијата во неразвиени подрачја. Но со короната, кога се појави, не спречи во развојот на системот, како што планиравме, но излезе дека целиот систем медицински е оптоварен. Значи, веќе и пациентите, популацијата во урбаните средини нема пристап, веќе лесен пристап до основна диагностика. Да, до своите матични. И затоа во овој период ние направивме, да речам така, пивот на апликацијата, ја упростивме, односно уште сме во фаза на упростување, за да може пациентите да дојдат со апликацијата преку приватните аптеки. И тука ние Добро, како и да, и мора тоа да биде опростено заради тоа што и возраста на луѓето, луѓето кои што ќе имаат како широка примена, се оние повозрастните кои што малку и не се дигитално вешти. Значи работевме на корисничко искуство да е што поедноставно, тие што го работат системот, односно аптекадите да бидат да им е олесната работата во однос на брзина, големи дугмина да решам, све да им е јасно што работат и нормално од другата страна на системот ќе го објасниме како е концепиран. И значи имаме корисници, системи, доктори. И докторите да не се многу оптоварени од наплив на податоци. Така, не видов режија дали фотографиите имавме можност да ги пуштиме, ако не да ги пуштиме, малку да прокоментираме, во потоа и овде ќе објасниме како функционира. Генералната идеја беше, значи, да се користат, да се употребуваат
лесно набавливи и ефтини уреди. Значи, кога го развивавме системот, заедовме на 20 модели на часовници, како мерачи на тие медицински параметри, и во медицински услови ги тестиравме и одбравме два од поевтината класа, чии резултати се блиски до мерењата на професионална опрема. Да, па и да бидат точни тие резултати, да, така. тоа е едно од Не најбитните секогаш работи. ефтиното со Овде се погоди со тоа што мора да забележам дека во однос на мерење на притисок ниеден не беше добар. Така. И затоа го проширивме системот со професионален, да речем, клинички тестиран мерач на притисок и производ од реномирана компанија за мерење на гликоза во крвта. Во меѓувреме развивме и модул за урина анализа. Тоа значи оние лентички со 11 медицински параметри се ставаат во урина, тие менуваат боја и врз база на добиените бои има квалитативна оценка на 11 медицински параметри: билирубин, кетони, леукоцити во урина, и дава добра индикација за генералната здравствена состојба на пациентот. Значи, генерално сам свој доктор дома, колку се може. Па, тоа е тој принцип на точка на грижа. Значи, во светот има израелски компании кои долго работат во оваа насока. Швајцарска компанија веќе има напредни креирано нивни уреди. Има нешто слично вакво? Вака, во овој принцип има производи и системи. Ние чисто имплементацијата наша и иновацијата е, да речем, што ги спојуваме од една страна ефтини уреди, лесна работа со апликациите и од друга страна доктори кои ги контролираат. А од искуството во светот, самата имплементација има широка примена, добро оди, брзо оди кај луѓето? Во Соединетите американски држави ова е веќе голем тренд. Значи го употребуваат сите, од осигурителни компании, од болнички, клинички центри и во Европа. Мислам дека и трендот, насоката на трендот е ова се повеќе и повеќе да се употребува. Така. Па ајде сега вака народски што викам ја, просто да објасниме како функционира системот. И да разберат сите, нели? Рековме систем кој што мери шеќер во крв, ги информира лекарите, мери притисок, што уште мери? Значи 6 параметри се во уме, односно 5 плюс 11 параметри. Ќе ми извиниш, само вака ќе го покажам. Тоа се тие параметри кои се мерат. Само ќе ми кажете. Добро. Значи притисок со посебен уред. Сега ова е апликацијата која ќе оди во аптеките. Ова е за аптеките и докторите, така. Ќе има посебна апликација за пациентите со кој ограничена верзија на ова, со која ќе може да мерат истите параметри, но само за нив. Ќе има, тоа е нешто ново што излезе од теренската работа, дополнителни клиент апликации со кои ќе може, да речем, роднини на пациентите, постар пациент, да ги следи неговите резултати, само да ги следи, и нормално клауд апликација преку која докторите може да ги следат сите параметри на сите пациенти кои се одговорни. А крајниот корисник си има нешто како часовник? Крајниот корисник, за теоријата е да дојде до аптеката, да му се даде часовникот да се измери, да се измерат и другите параметри. А не мора дома да го има, значи може во аптека. Може да го земе и дома. Значи има две варијанти. Две варијанти. Со тоа што апликацијата е отворена и за мерење од уреди од трета страна. Значи ако има собствен уред за мерење на притисок или за шеќер во крвта. Да, колешката си има часовник, другата колешка, кој што притисок си мери на часовникот. Мануелно може да се внесат вредностите, да се одбере времето и сето тоа пак да биде прегледано од страна на доктор специјалиста. Многу битна компонента во системот е дека има и модул за размена на пораки со докторите. Значи за некакви кратки консултации преку кој докторите може да испратат некаква основна диагностика, дури алармирање за влошување на здравствената ситуација, и пациентите да сликаат, на пример, резултати од крвна слика лабораториски добиени, па докторот и да му стигне напише апче. Па да му каже нешто. Сега на страна малку да. Добро, продолжи, те прекинав. Во работата е прилично ја поедноставивме да е достапна баш за таа целна група на постари пациенти кои веројатно би биле најзаинтересирани за тоа што не се ограничени само на нив. И би требало, на пример, ево за шеќерот,
како дали се гледа, се Ке морам покажува, јас стручно, да, се покажува дека има опција за рачно внесување и автоматско. Сега тука рачно би внеселе, пошто уредот го немаме. Добро. И сега тука ето да речам основна онаа верзија може да се внесе вредноста, односно ако е автоматски уред, автоматски ја чита измерената вредност, потоа многу е битно да се одбере времето кога е направено мерењето на гладно, 2 сати до јадење или 2 сати после јадење и на пример тоа може тука и одмак и каков тип на храна е внесен пред мерење на шекерот, па така може да се одбере тука дека има алкохол, јајца или ако се сгреши може да се да се оштиклира, да се оштиклира и сето тоа времето е дадено за мерење, кога се направило мерено датум и часот и да се испрати на и директно стига и ова веќе ето индикација дека е стигнато на. Тука значи во овие уреди постои целата историја на мерења преклопни, ево на пример ето за гликоза наши. Ето ги мерењата за 7 дена како биле и графички прикажано и како листа, а може и за 30 дена. И тоа е така. И генерално уште тест за корона да можеше да прави, ќе беше тоа е ненат советски хит значи, ќе беше. Докторите кардиолози ни инсистираат да најдеме за тропонин, тоа е параметар кој дава директна индикација за прединфарктно. Го нема. Постојат ленти за тоа е она да речам се влеговме во нај развој на иден развој како би бил. Тука многу интересна е урина анализата, мислам дека времето нема да ни дозволи. Автоматско имаме направено модул за автоматска анализа на боите на урина анализата. Ни инсистираат такви ленти за холестерол. Значи постојат уреди, постојат ленти, но не влегуваат во овој концепт затоа што се скапи. Како што ги спомнав, израелците тие имаат уреди кои цела лабораторија може да се донесе во таа точка на грижа дома. Значи тој концепт е диагностиката наместо пациентите, корисниците да ги наречам да одат до амбуланти или ординации, тие мерењата, диагностиката да се донесе до пациентот. Значи во што повеќе пристапни места или дома. И докторите да имаат првичен пред да се сретнат онај виртуелно прво концепт, докторите пред да се сретнат со пациентот да имаат веќе некаква слика за неговата здравствена состојба. Да. А што викаат докторите? Од вака разговор докторите со вас? сум многу задоволен и пријатно изненаден. Што барат, што им е потребно, прво, тоа што излегуваат од нивната да речам комфортна зона и вложуваат многу енергија и напори за ова апликација и овој тип на апликации да проработат. Так. И сега би ги спомнал, значи ова апликација беше основа на еден телемедицински систем во прекограничен проект со Република Грција. Може да спомнеш повеќе. Каде што 24 часа дневно, значи нон-стоп, се пратеа здравствените податоци на 80 деца. И тоа ви беше супер тест период, верувам, нели? Тоа веќе беше имплементација, значи да, тога прилагодивме, ние прилагодивме апликацијата за нивните потреби, но и многу голема благодарност од Високото медицинско училиште, клиничкиот центар во Битола и Сфера Интернешнл, каде што баш докторите од педиатри се вложија многу во работата, во давање на сугестии и сега и во развојот во тестирањето во моментов на системов, докторите работат повеќе од што треба, да речем, од моја страна гледано, чисто само за да го промовираат системот од аспект на корис на пациентите. Значи, нив ке им олесни, но сакат да го промовираат системот, затоа што гледаат каква е ситуацијата во... Лесна би била имплементацијата, не бара дополнителни трошкови, да речеме, во самите... Во принцип, тоа е еден од проблемите. Трошоци ке има. Ама, значи, ако некој сака да се приклучи на системот и сега тука разговараме какви пакети да направиме, односно комерцијализацијата е во делот на аптеките, во принцип. Ние сме во позадина како технички провајдер на апликацијата и тука ќе мора да има трошоци и ќе се дефинираат некои пакети со тоа што инсистираат да биде, мислам и јас од моја страна и докториве од нивна страна, па и аптеките, сопствениците се свесни дека не може секој
да го прати, а секој треба да се провери, да речам, во превентивно, да направат некаква, да речам, некои пакети пристапни за сите. Тука би го спомнал и пак онај дел на почеток што ти го спомнав за превентивната заштита на население во инфраструктурно неразвиени. Тука проблемот останува. Значи тие повторно нема да има... Тие повторно треба да дојдат во аптеката, затоа што и во таа средина може да нема добар интернет пристап, па и да го има, уредот нема да... Значи пак не сме го решиле. Сите тие проблеми би ги имале. И затоа ние, како што ти спомнав на почетокот, пола од работното време ни е консултации. Так. Значи сме инволвирани во некои проекти европски финансирани, од Светска банка финансирани, и тука ги повикувам сите невладини организации, институции, нека не повикаат на разговор, чисто да објасниме како функционира и дали тие може да најдат интерес да го имплементираат, пошто најмал проблем е технологијата. Овде е поголем проблем работа на терен. Да. Значи мора да им се пристапи на тие луѓе по селата, да ги наречам, да им се објасни што се случува, па да се види техничка можност дали тоа може да функционира. Тоа е работа на терен, која ние не можеме и не сакаме да ја работиме. И оваа работа би си повлекувала и некои трошоци. Мора некако субвенционирано да оди тоа. Мислам, тие луѓе нема да можат това сами да го платат. Добро, а на ниво на лекарска комора, не знам, медицински Значи, ние сме на нашиот вебсайт, има контакт, телефон, мейл, било кој, нека не контактираат за консултации, како би одело, што е потребно, стоиме на располагање во секое време. Така. Во фирма сте насочени за вакви идејни решенија и софтвери? Генерално, да. Одите некај медицинскиве или има и некои други варијанти? Што се планира, што се подготвува? Вака, значи, главниот концепт е интернет на нешта. Интернет на нешта е хардвер, значи некакви сензори, паметни уреди, комуникација, било која, значи од Bluetooth комуникација преку нискоенергетски мрежи и широкопојасни до софтвер, клауд и мобилни апликации. И јас како експерт електроинженер сум баш во делот на електроника и мрежи. Софтверот имаме во фирмата софтвераши, но обично ако е некој посложен проект, го аутсорсираме, да речем, на фирми со кои долгорочно работиме. И одма да ви кажам, значи во моментов оваа апликација може да се искористи како паралелно со други апликации. Значи, една невладина организација веќе е во развој на проект каде што од една страна се контролира загадувањето во средина, значи загадување класично, но и звучно загадување, и преку Health IGAT би се контролирало влијанието на здравјето на тоа загадување врз луѓето. Значи може да се вмрежи. Всушност паралелна една агилна, да речам, општина, не би го спомнила името, со администрација која е отворена за... Немој сега администрација општини. Не, администрација која е отворена за нови работи. Има креирано проект за медицински велнес туризам. Значи, доаѓаат, да речам, туристи, 7 дена одат под некој медицински режим за здрава исхрана која е од локално потекло и локално и органско потекло, некакви авантуристички тури, и цело време им се следат медицинските параметри преку нашиот систем, па така на крај добиваат некакво досие од страна на доктори. Да. Во смисла дека се добри по здравјето или да го напредат во некоја насока. Така да, многу интересни работи може да се направат во делов на ова интернет на нешта. Така е. Ме интересира, бидејќи се дигитално време, информациите стигаат брзо, има ли некакви повици од страна? Заинтересираност од други земји, од други компании, кои што би сакале, да речеме, да вложат или да имплементираат, или да откупат, или не знам, некоја таква варијанта? Податоците и сега и јас да ги спомнам, пошто ќе ги заборавив. Значи, кога се разговара за вакви системи, особено со станците, да речам, прво прашање, ако не прво, тога сигурно е второ за заштитата и сигурноста на податоците. Така е. Уште кога го креиравме системот, значи пред 3 години, тога и се појави генералната директива за заштита и сигурност на податоци од Европска унија. Ми се чини мај 2019 ја донесоа тие. И ние уште тога
добивме насоки и консултации и бевме консултирани како да го сработиме системот баш по тие насоки. Значи пред да се донесе. Кога го имплементиравме прекуграничниот проект лани 2020, веќе беа донесени и отприлика добивме 140-150 точки како треба да се треба да се исполнат за да биде по таа директива системот. Не се однесува сите баш конкретно на овој систем, но јас можам да кажам дека сигурноста и заштитата на податоците во системот и за сите системи што ги работиме баш обрнато големо внимание и во смисла секој може да никој не може да гарантира дека нема да се пробие базата. Но јас можам да гарантирам дека ако се пробие не може да се поврзат податоците на, да речам, твоите медицински податоци со твоето име. Значи тие гледаат дека не на те пациент, ама не може да ги најдат кои се медицинските податоци. Така е дизајнирана базата. Со пристапот на компјутерите имаме и хардверски клучови, значи без разлика што е клауд апликација, значи таа стои на некои сервери. Серверите се во Америка и тоа да го кажам. Се додава и еден хардверски клуч креиран на модулче софтверско од наша страна кој го чита серискиот број од хард дискот и времето кога е генериран баш тој код и има 5 минути рок да се внесе тој код за да може да се внесе, иначе не важи без разлика што и од истиот компјутер. Не може да ви го украдат, да речам, ево вие сте доктор, па некој ви го види некако кодот. Нема да може пошто ќе нема клуч. Инсталиране на компјутерот клучот, да речам така. Дигитален клуч. И во смисла на ова да се надоврзам, значи има интерес, баш пак сега да спомнам и консултантот од Унгарија. Тој не упати на едни бизнес то бизнес брокерејдж настани ги вика, каде што потенцијални производи се сретнуваат со потенцијални партнери. Ние во ноември 2020 имавме веќе закажано една таква средба во Германија, но со ковидот се измести работите, а овие средби ги гледам не инсистира да бидат во живо, значи не онлайн. Пошто во живо се може да се разговарат и многу аспекти кои онлайн не би можеле. Исто така имаме интерес од клинички болници во Турција, каде што би го примениле ваквиот систем во нивната работа. Одлично. Мислам дека одлично. Вие ја имате идејата, имплементирано е сега само да се промовира и да се распространи, да. Проширува и да се нормално да се развива. Развојот на овие системи нема крај. Така. Значи, може да се прошири со нови параметри. Така. Ако се најде некој, пак да речам, ефтин, удет и достапен, кој можел да се поврзе, кој сигурно можеме да го поврземе на системот, без проблем би го имплементирале. Не ја спомнувам вештачка интелигенција, што е тренд сега, втор тренд во зборување. Значи, постојат готови, да речам, апликации на вештачка интелигенција, кои можат директно да се вклучат во вакви системи. Проблемот се податоците. Значи, за да се истренира таа вештачка интелигенција, потребни се поголем број на податоци за да се добиват релевантни резултати. И сме во фаза на соработа на прибирање на податоци, па ќе видиме како ќе истренираме. Атанас, истренирајте вие, верувам дека, не верувам, сигурен сум дека имаме уште многу да кажеме и да споделиме со гледачите. Тоа ми беше разговорот, да. Сакавме целиот тим на Утринската да ја доловиме ова што вие сте го направиле, ова апликација, ова иновативност. И верувам дека сега има појасно, така е, и верувам дека ќе биде успешно и многу брзо имплементирано и ќе си најде примена кај оние корисници, тоа ќе биде сигурно и се надевам ќе се видиме потоа. Благодарам за поканата. Сигурен сум дека ќе се видиме. Благодарам и на вас за присуството и затоа што дојдовте во нашата Утринска. Реклами, вести, метео, па продолжуваме со сите оние содржини кои што се разбира ви ги имаме подготвено до 11:40.